Почитувани граѓани, се случи еден од најголемите и најшокантни скандали во здравството. Откриени се најмалку 10 непотребни операции на срце. Но се уште нема кривични пријави и нема целосни информации во јавноста. Како е можно за ваков скандал без преседан министерот да го презентира случајот на ваков начин, без целосни информации и без никакви пријави? Министерот Алиу тврди дека комисијата утврдила непотребни операции, но во истата реченица вели дека извештајот не бил финален. Ако извештајот не е финален, како се утврдени шокантните факти? Ако е утврдено, зошто документот се крие? Зошто не се објавуваат имињата на клиниките и лекарите кои стојат за тие интервенции? Зошто по ваков огромен скандал не се поднесени веднаш кривични пријави и тие да бидат процесирани на останатите органи да постапуваат? Што се чека? Дали некој треба да биде заштитен? Дали некој треба да добие време да се извлечи, да избега, да се сокријат трагите? За ваков скандал никој нема право да молчи и да бега од истиот. Бараме итно јавно објавување на целосниот извештај во фазата во која се наоѓа, без преправки, без селекција и без дополнително пеглање. Објавување на сите приватни клиники и субјекти кои се биле дел од процесот. Објавување на сите имиња на комисии, лекари и управители кои носеле одлуки. Јавно да се соопшти кој од докторите дал насока дека треба да се направат и тоа за сите непотребни операции поединечно. Веднаш поднесување кривични пријави, без чекање и без одлагање. Активирање на јавното обвинителство и финансиската полиција поради сериозните индиции за корупција. Не дозволено упатување пациенти и профитирање врз здравјето на граѓаните. Правна и психолошка поддршка за пациентите и семејствата кои се соочиле со траума и ризик по сопствениот живот. Почитувани граѓани, ваков огромен скандал не е и не може да се третира како административен пропуст. Станува збор за сомнеш за злоупотреба на здравствените услуги на најтежок можен начин и треба да се делува веднаш. СДСМ ќе продолжи да бара целосна одговорност и објавување на сите факти во јавноста. Ви благодарам.